Добро вечер, почитувани, и добро дојдовте во новото издание Пратениците зборуваат, ВМРО ДПМНЕ зборува. Вечерва ќе учиме. Вечерва ќе зборуваме за онаа тема што најмногу сите не засега, а тоа е енергетиката. Сите користиме електрична енергија. Дали директно или индиректно, сме многу зависни од нејзе. Вечерва моја драга гостинка е почитуваната колешка Силвана Ангелевска, која ни доаѓа од градот на конзулите и градот каде што се наоѓа основата на електроенергетскиот систем во Република Македонија. Или ја кога бев професор кажував рек Битола 1, 2 и 3. Сите мора да го знаат она што за Македонија е многу битно. Битола е многу убав град, изборната единица 5 е многу интересен регион, ама ние сега ќе се задржиме на онаа тема што ни беше предизвик изминатиот период, а тоа беше носење на законот за енергетика. Вечерва ќе учиме, реков, заради тоа што мојата почитувана колешка е професор доктор, која што основата на нејзината работа е всушност и енергетиката. Ама секако учењето продолжува и во други области кои се сродни на некаков начин, и така да ние имаме многу учени и многу спремни колеги пратеници кои допринесуваат многу во носењето на законските регулативи во Македонија, бидејќи со носењето на истите бенефит ќе гледаат граѓаните, сите во Република Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата и на прекрасната најава која направивте и за мене. Со задоволство. И за градот со кој што ние битолчани многу се гордееме. Така. Изминатава недела, мада и периодот претходно, се работеше долго време на законот за енергетика. Она што за граѓаните и за сите е битно, која беше причината и потребата од носење на еден ваков закон кој е навистина од големо суштинско значење за сите, бидејќи сите трошиме електрична енергија. Да. Не само тоа, донесовме еден комплетно нов закон, кој што е обемен, има околу 317 членови и ја регулира целокупната проблематика на енергенсите во Република Македонија, не само на електричната енергија, на гасот, на топлинската енергија. Го донесовме со европско знаменце, зошто? Заради тоа што комплетната европска регулатива ја транспониравме во нашето законодавство. Тоа е наша обврска, бидејќи сме потписници на многу договори ратификувани. Нашата обврска кон зелена енергија и наша цел е во иднина да одиме кон зелената енергија, трансформација кон обновливи извори на енергија. Со ова поставивме всушност една рамка, законска рамка, која што значи пред се сигурност во снабдувањето, безбедност во снабдувањето, фер политики енергетски. Значи поставивме на рамка кон која што ова ќе значи една рамка законска за децени понатаму во проблемот со енергетското снабдување, како што кажавте и сами, стабилно производство и снабдување со електрична енергија значи и стабилна економија. Значи тоа е основата, базата на економијата во Република Македонија, како и секаде. Ова беше закон носен со европско знаменце, каде што навистина се почитува регулативите и директивите кои ги се налагаат од Европската унија, нели, бидејќи ние се стремиме и нашата цел е да бидеме дел од Европската унија, а не на онаков начин на кој што бевме сведоци во минатото, дека се носеа со злоупотреба на регулативите, закони за штета на граѓаните. Ова е закон кој што комплетната законска регулатива од Европската унија ја инкорпорира во нашето законодавство. Имаше до сега некои парцијални решенија, меѓутоа ова значи комплетно транспонирање на европските закони, правилници и правила од Европската унија и е тотално компатибилен со реформската агенда за Западен Балкан, што е многу важно за нас. Тоа беше и плюс проследено со одредени активности пред самиот закон да се носи во редовна постапка. Законот е во редовна постапка и она што е многу важно, донесен е со широк консенсус. Значи беа вклучени експертите од енергетиката, невладините организации, Стопанската комора и многу важно во законодавниот дом имавме многу амандмани кои што беа прифатени и од опозиционата партија СДСМ, но и неколку амандмани кои што ги имаше поднесено партијата Левица, а министерката и мнозинството во собранието ги прифати. Се што е добро, на крај на денот целта е ние да донесеме едно добро законско решение и добро што опозицијата тоа го свати. Така.
учествуваше во носењето на законот многу транспарентно. Ова е навистина еден редок пример како се носат закони кои што ќе значат добробит за нашата држава. Редок пример заради тоа што всушност овој пат не се злоупотребуваше од нивна страна за деневна политика да се наметнуваат. Не им се даде можност. Так, Не им се даде можност. Министерката толку беше кооперативна за соработка, буквално се што беше понудено како едно добро решение беше прифатено. Так. Добро е што не се правеше од ова политика. Така. И сега, она што сакам да го позборуваме малку е тоа, која е целта за која што се носи овој закон? Всушност, какви можности, како што ни е и темата вечерашна, какви можности и каква одговорност ќе има со имплементација на ова законско решение? Целта е, како што напоменав првен, безбедно и сигурно снабдување со електрична енергија. Опфаќа околу 15 тематски делови законот. Ќе се обидам во кратки црти да потенцирам она што е поважно за нашите граѓани. Тоа се во иднина, во рок од неколку години, ми се чини 7 години точно, ќе се стават смарт броила, каде што ќе има далечинско отчитување на електричната енергија. Или бевме сведоци на некои реакции од граѓаните заради поголеми сметки, заради непрочитана навремено електрична енергија, така да ќе се вградат броила. Владата кажа дека ќе се потруди тоа да биде нула трошок за граѓаните, што е многу важно. Понатаму дефинирани се условите како може потенцијалните инвеститори да инвестираат во обновливи извори енергија, она што е наша цел во иднина, значи постапно едно замена на фосилните горива со обновливи извори енергија. Исто многу значајно за граѓаните тоа што веќе граѓанинот, оние кои што си ставиле фотоволтаици на своите покриви, во иднина ќе можат да бидат и продавачи на вишокот на електрична енергија, што до сега не беше можност. До сега е 6 киловати може да се постават физичките лица на покривите. Ќе има законски измени каде што тоа ќе се наголеми, така да може да биде секој производител и продавач на електрична енергија. До сегашното снабдување на граѓаните е од Евана Хоум, од универзалниот снабдувач се вика. Сега во иднина ќе имаат можност да, доколку сметат дека имаат поповолен снабдувач на електрична енергија, со овој закон ќе имаат можност да снабдуваат електрична енергија од друг снабдувач. И многу важно, ќе се направи нова методологија за ранливи потрошувачи, односно околу 50.000 семејства во Македонија се ранливи потрошувачи, не можат да плаќаат поголеми сметки за електрична енергија. Тоа новиот закон го дозволува да се направи на нова методологија за ранливите потрошувачи, да се лоцира кој е нивниот број и како владата ќе помогне за тие ранливи потрошувачи. Така во основа овие се така најклучните делови од законот кој што споменав е обемен, опфаќа многу области со точно дефинирани критериуми. Секој која е одговорноста навистина ќе е предизвик да се добро имплементира овој закон, ќе бара јакнење на капацитетите на институциите, на Министерството, на Регулаторната комисија за енергетика, ќе се прошират надлежностите. Значи, ќе биде предизвик во наредниот период, но е една, како што кажав на почеток, една одлична рамка, една одлична основа на која што ќе градиме добар енергетски систем. Така, убаво е граѓаните да имаат нели можност, но исто така и сите ние заедно да имаме и одговорност спрема сите можности кои што ни се нудат. Има една тема која што поврзано со сето ова, честопати сме ја дискутирале, а посебно во минатиот мандат беше многу актуелна, а тоа е она производство на електрична енергија со фотоволтаични централи и сето она како фама што се правеше, нели сепак е тоа еден тренд, да кажам, и многу од граѓаните, ние како пратеници комуницираме со истите, имаше одредени поплаки од аспект на тоа дека инвестираат, ама тоа за нив значи делумно неповратно заради тоа што се соочуваат со одредени проблеми за транспорт неповрзување на мрежата и така натаму. А јас од она како што информации сме го имале дека во минатото и не многу се инвестирало во одржливост на мрежата, памтам дека од сите оние експерти кои што сме соработувале за да
и ние се научиме во таа област да имаме одредени познавања, лесно е нели да се критикува, ама треба да знаеме и што критикуваме. И сега, тоа поврзување, какви се тие проблеми, зошто тие проблеми всушност настанувале во минатото? Не само минатото, тоа ако не се добро организира, менаџира, ќе настане и секогаш. Сега имавме ние случај нели во Шпанија, во Португалија, во Франција, кога нема електрична енергија, граѓаните таму, жителите околу 24 часа. И првично беше која е причината во медиумите, меѓутоа тие хакерски напад први нешто. Не. Тие преминаа во огромен процент на обновливи извори на енергија и вака ќе кажам за граѓаните најпластично. Што значи производство од обновливи извори на енергија? Посебно од сонце и од ветер. Тоа значи кога има сонце, имате производство на електрична енергија, кога има ветер имате, а кога нема, немате. Така. Затоа во системот е многу важно да има 24 часовно снабдување, односно да има производство 24 часови на електрична енергија, за да тоа се вика така наречена базна енергија, ја имате, значи, секој ден во текот на целото деноноќие. Додека ова е со варијабилен потенцијал. Дури кај нас, во Република Македонија, за великденските празници, кога граѓаните беа отсутни, имаше многу поголема понуда на електрична енергија отколку побарувачка. За среќа, на времено нашите институции, Регулаторната комисија за енергетика реагираше, ги исклучи неколку фотонапонски централи, за да може да се балансира системот, иначе ќе се случат такви грешки. Иначе, точно во минатата власт воопшто не инвестираше во инфраструктура на преносните системи, на МЕПСО, и после таа енергетска криза во светот која што беше, настана една баш хистерија, можам да ја наречам, на барања за лиценци за фотоволтаици, сега тоа со новиот закон ќе е регулирано. Значи, тоа мора се доди плански, бидејќи не само што ние како Македонија сме еден систем, туку сме поврзани со регионот. Исто така, овој закон ќе овозможи и една одлична имплементација со другите и нашите соседни, а и со целиот европски енергетски систем. Тоа е многу клучно. Така. Јас секогаш зборував за тоа дека на обработливи површини да се ставаат фотоволтаични централи некако не е плански, не е долгорочно, практично. Затоа тоа беше една хистерија. Така. Буквално кога, знаете, тоа се разбира секоја земја сака да користи зелена енергија, обновливи извори на енергија, но тоа мора да е со план, со одредени правила, баш овој закон цело тоа го регулира. И земјиштето кое што ќе се издава државното земјиште, начинот на кој што ќе се добиваат лиценците и така натаму. Се во овој закон ќе биде конкретно и правилници ќе бидат изготвени, затоа е велам понатамошната имплементација предизвик. Треба да се изготват правилници буквално за секоја поставка која што е потребна за инвестирање во обновливи извори на енергија. И каква е заинтересираноста кај вас во Битолскиот регион, покрај тоа што ја имате рек Битола, да речам, сепак како нели еден голем производител на електрична енергија, таму се узурпираат обработливите површини, има такви случаеви? Па не, ние сега имаме во најава како влада дека ќе правиме фотонапонска централа Битола 2 во рамките на рек Битола како државна инвестиција на ЕСАМ, но ние мораме да кажеме дека не може овој процес да се направи преку ноќ. Трансформацијата, зошто? Спомнувате, 3 блока на рек Битола. Јас морам да споменам бројка, иако можеби за гледачите не е тоа стручна работа, но вака ќе се обидам да бидам попластична. Значи, капацитетот на рек Битола е 3 блока по 233 мегавати. И ако работат максимално, тие 3 централи снабдуваат некаде 60 до 70% снабдуваја, сега е малку изменета состојбата, од потребите на електрична енергија во Република Македонија. И во учебникот по географија во втора година ја имаше таа статистика. Вие треба да замените 3 по 233 мегавати, а зборуваме, например, сега Битола 2, која ќе ја градиме фотонапонската централа во Битола, ќе биде 40 до 50 мегавати, но не е 24 часовна енергија. Така? Да. Значи, зборуваме за субституција на нешто што е
големо, не е така едноставно и затоа ние се уште како влада одлучивме дека треба да се вложува во РЕК Битола, па постепено да преминиме на тие обновливи извори на енергија. Состојбата таму. Знаете ви од претходниот мандат Да. колку е сложена, можеме и да зборуваме на таа тема, буквално оставен е комбинатот во хаос. Претходната влада во многу области направи хаос, меѓутоа во енергетиката мене ми се чини најмногу. Значи го падна на колена комбинатот. Често слушавме за злоупотреба на при транспортот, злоупотреба на она што значи ремонт да се прави. Сега јас навистина тоа можеби не така професионално ќе го кажам, ама при ремонт дека се злоупотребувале финанси. Па еве тоа веќе има и обвинителни акти, веќе обвинителството покрена И тоа постапка, милиони евра. Значителен број се веќе и во притвор. Значи безмилосно се крадеше, како да ви кажам. И тоа јас често на седница во претходниот мандат знаев да речем дека буквално пилињата на гранка во Битола знаат што се прави во РЕК. Кражба безмилосна на граѓаните. И затоа сега кој ќе си има одговорност. Меѓутоа не само тоа, туку лошото менаџирање, незнаењето во менаџирањето на енергетскиот капацитет доведе до тоа да производната цена на 1 мегават час електрична енергија достигна во РЕК Битола 133 евра. Сега, моментално, новото раководство кое што беше на РЕК Битола имаше за цел веднаш да ја намали таа производна цена и сега е веќе 96 евра. Прилично голема разлика. Да. Понатаму, се сеќавате, ние колку пати разговаравме на седница, набавува јаглен со сомнителен квалитет од соседните земји, од Косово, од Албанија, ги уништија рудниците во Битола. И животната средина. Таква штета, животната средина, тоа е таква штета направена, тешко поправлива. Чиневме дека ќе е непоправлива, меѓутоа со вонредни напори на менаџерскиот тим кој што е во РЕК Битола, во ЕСМ, навистина се оди чекор по чекор напред и тоа ќе треба извесен период да се стабилизира РЕК Битола, иако веќе сега уште оваа година во првиот квартал имаме 11% повеќе произведена електрична енергија во РЕК Битола отколку минатата година во овој квартал. Одлично, одлично. Да се вратиме назад на законот. Во каква процедура беше носен овој закон? Мораме за малку да дадеме осврти за граѓаните да знаат дека иако во јавноста се пласираат често информации дека нема разлика и обвинување и не знам што, во каква процедура овој закон беше донесен? Апсолутно во една транспарентна, крајно транспарентна процедура, во редовна постапка, иако граѓаните ги слушнат европско знаменце, меѓутоа европското знаменце беше заради тоа што нели се експонираше законската регулатива од Европската унија. Прво читање и за 2 недели се носи во второ читање, каде што секој пратеник има право да поднесе амандмани и беа поднесени многу амандмани, околу 71 чинам точно беа, каде што учествуваа и од владеачката партија, меѓутоа, како што напоменав, и од опозиционите партии, една огромна основа за еден стабилен, фер, транспарентен енергетски систем на Република Македонија. Законот сега за сите нас значи една можност да имаме поведра и посветла иднина. Што тоа ќе значи за сите граѓани? Како тоа ќе се постигне? Може некое предвидување да направиме или што ќе се превзема од страна на владата и сите заедно, нели, за да имаме една така либерализација, можам да ја кажам? Така и либерализација на пазарот, меѓутоа јас ќе споменам дека во нашата платформа ја 198 еден од главните фокуси на ветувањето кое што го дадовме на граѓаните беше енергетиката. Што е суштината? Суштината е ние да станеме стабилна и енергетски независна земја. Бидејќи во периодот ние сепак сме енергетски зависна земја,
значи одреден процент на електрична енергија, варира тој, некогаш доаѓа до 30%, мораме да увезиме електрична енергија. Нашата суштина е постепен премин кон обновливи извори на енергија, зелена агенда, зачувување на, посебно на животната средина, која што единствен начин да се заштити животната средина да се премине во обновливи извори на енергија. Ние, ако се сеќавате, првиот ден, работен ден од владата, кога се формира владата, првиот работен ден беше отварање и промовирање на нова инвестиција нели во Штип, Карбинци и Радовиш. Тоа е инвестиција од 450 милиони евра, ветерен парк. Значи, првиот работен ден на владата. Со тоа покажуваме колкав ќе е фокусот на оваа влада и нова владеачко мнозинство во справувањето со предизвиците кои што се од фосилните горива. Нешто што исто така во иднина ќе се прави, го споменав, тоа е Битола 2, фотонапонската централа, втора фаза од ветерниот парк Богданци и нешто што веќе сериозно се размислува да се направат така наречени когенеративни постројки. Тоа се постројки на газ, кои што ќе произведуваат и електрична и топлинска енергија. Ова што го споменав во река Битола, навистина се уште ни треба тој капацитет и сега веќе се размислува сериозно за користење на одредена количина на гориво, односно јаглен, од едно наоѓалиште што ние нели често го спомнувавме во минатиот состав, тоа е рудникот Живојно. Зошто? Бидејќи ние и во моментот, за да може да функционираат термоцентралите во Битола, набавуваме јаглен. За среќа наша 60% пониско отколку што претходната власт набавуваше. Секаде, нели се сеќавате, дури имаја фирми, го транспортираја јаглен од фирми кои што се формираја. Во Струмица? Не само во Струмица, да го транспортираат јаглен од фирми кои што во текот на постапката тендерска се како правно лице биле. Тоа сега постепено се надминува, намалени се тие трошоци. Ќе мораме малку од сопствени наоѓалишта да користиме јаглен и затоа се фокусираме и на отварање на одредени ископи кои што ќе значат продолжување на животниот век, но, ќе речам, главната цел на нашата влада е инвестирање во зелена енергија, во зелена агенда, односно отварање на обновливи извори на енергија, посебно кои што ќе бидат во сопственост на ЕСМ, односно на Македонија. Така да се прават дворени напори, бидејќи буквално начекавме на страшна, хаотична ситуација, но имаме луѓе, имаме квалитетни луѓе кои што можат да одговорат. Дури не споменав на почетокот, законот за енергетика изработен од чисто наш кадар. Значи не сме побарале воопшто некоја меѓународна помош, чисто наши експерти кои што се стручни, кои што се квалитетни и кои што можат апсолутно да ја покријат оваа област, а се разбира да помогнат и во имплементацијата на овој закон, кој што, реков, ова е закон основа за неколку децении од сега напред. Секоја имплементација на законите зависи од многу, меѓу кои и од нас сите како единки, бидејќи почитувањето на законите значи нели и почитување на државата. Почитувани, не обстојуваат најсилните, ниту најупорните, туку обстојуваат оние кои што се најпосветени, со најискрени и со најчестни намери спрема целта што сакаат да ја постигнат. Ние да обстоиме за Македонија, бидејќи целта е да имаме подобра Македонија. Силвана, благодарам најмногу за гостувањето вечерва. Имаме многу што да кажуваме за граѓаните, но сето тоа, бидејќи вечерва немаме многу време, ќе продолжиме да го правиме низ собраниските работи со носење на едни закони и процедури кои ќе го олеснуваат и ќе го прават животот и како подобар за сите. Ви благодарам. Ви благодарам на поканата. Почитувани, задоволство беше вечерва да се дружиме. Следната недела со уште поинтересни видувања од собраниските работи. Ви благодарам.